Добро вечер и благослов Божи, почитувани слушатели. Ова вечер ќе имаме исполнето и благословено време, посветено на Бога и на Неговиот збор Божи, кој што е под инспирација, се разбира, на Духот Свети. Се разбира дека вие ова вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Ќе прочитаме од првото Тимотеево, 3 глава, 16 и 17. И ќе видиме таму што Библијата, се разбира, ни зборува. Целото писмо е од Бога вдахновено, полесно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршен, подготвен, се разбира, за секое дело. Еве како апостолот, се разбира, Павле му препорачува на младиот Тимотеј. Зборуваме за големите прашања за животот. Од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта. Она што досега го видовме преку писмото, дека ние, се разбира, доаѓаме од Бога и живееме за Бога. Ти и јас сме создадени за Бог. И се започнува, се разбира, од Него, се мисли на Бог. Бог не е само почетна точка во твојот живот. Тој е изворот, се разбира, на нашиот живот, на твојот и на мојот живот. Ке отвориме заедно во Колосјаните, 1 глава, ќе го прочитаме 15 и 16 стих. И еве што ни вели, се разбира, повторно апостолот Павле, кој бил инспириран и воден од Духот Свети. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небото или на небесата и се што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него создадено и се разбира за него. Еве како апостолот Павле, се разбира, ни зборува за кого е создадено се и кој е тој кој создал се. Со ова Библијата ни докажува дека навистина ние сме создадени и дека ние сме Божја творба. Всушност, ние сме Божја слика и затоа Бог не е само почетна точка во нашиот живот, туку тој е извор на нашиот живот. Од него потекнува, се разбира, изворот на животот. Кога читаме во книгата Постанок, 2 глава, 7 стих, гледаме како Бог го креира првиот човек и му дува дух животен во ноздрите и човекот, се разбира, станува жива душа. Кога зборуваме за тој дух, ние подразбираме дека тој дух доаѓа од самиот Бог. Всушност, за животот, зборуваме за животот. Затоа реков дека Бог е изворот, се разбира, на животот. Потоа во Евангелието на Јован 1 глава 3 стих вика: се стана преку него и без него ништо не стана и што постана. Во книгата Постанок 4 глава 1 стих се вели: потоа Адам легне со својата жена Ева, која зачна и го роди Каин и рече: придобив човек од Господа. Еве од каде ние доаѓаме. Доаѓаме всушност не само од промислата на Бога, туку ние доаѓаме од Неговиот живот. Бог ни дал дел од Него, всушност дел од Неговиот, се разбира, живот. Потоа, што ни е запишано во книгата на пророкот Еремија, 1 глава, 4 и 5 стих. И вика вака: и ми беше упатено словото Господово. Пред да те обликувам во утробата, јас те познав. Пред да излезеш од утробата, те поставив за пророк над народите. Ете како Бог му зборува на пророкот Еремија. Се разбира, оваа книга е старозаветна книга и се наоѓа во Стариот Завет. Книгата на пророкот Еремија. Пред да те обликувам утробата, ја те познавав. Зашто? Затоа што ние бевме во Божјата промисла.
Ние всушност бевме во Божиото срце. Ти и јас доаѓаме од Бога и ние сме, се разбира, Божја промисла. Долго време пред да си бил зачнат од твоите родители, ти си бил зачнат во мислите на Бога. Тој е оној што прв промислил на тебе. Не судбината, среќата или пак најмалку случајноста што ја живееш и дишиш. Токму сега ти си жив бидејќи Бог сакал да те создаде. Оно што денеска ти си тука на овој свет, тоа е волја Божја. Бог сакал да живееш на овој свет. Всушност, ти да бидеш дел на овој свет, се разбира. Бог мисли на тебе. Ти не си случајност. Бог не те заборавил. Тој секогаш, постојано, се разбира, мисли на тебе. Но следното прашање кое што сакам да го поставам, почитувани слушатели, покрај тоа што ние не сме случајност, Бог не заборава, тој мисли секогаш на него. Дали ние мислиме на него, се мисли на Бога? Или од време на време се подсетуваме на Творителот на нашиот небесен Татко? Со тоа што негуваме или го почитуваме во одредени празници, традиции и обичаи, со тоа докажуваме дека мислиме на Бог? Мислиме само дека така можеме да ја изразиме нашата почит или нашата вера или доверба кон него? Со тоа што еднаш или 5 пати во текот на годината ќе одиме во црква, ќе запалиме цвеќе или ќе се поклониме на некоја икона, така ли ја изразуваме нашата почит и нашата вера кон Господа? На еден начин, така ли ние го размислуваме нашето заедништво со нашиот небесен Татко, со тоа што ќе ги негуваме празниците, со тоа што ќе ги негуваме традициите и обичаите, со тоа што ќе одиме еднаш или 5 пати во црквата во време на некои одредени празници? Со таков начин го укажуваме нашето заедништво, нашиот респект, почит или нашата целосна комплетна вера или доверба во Бога. Запомни, Бог е твојот небесен Татко. Тој постојано мисли на тебе. Тој постојано мисли на таа меѓусебна комуникација, на тоа меѓусебно заедништво. Бог сака да има заедништво со тебе, како што ти сакаш да имаш со своите деца. Тој исто така мисли на тебе и сака да има заедништво со тебе, се разбира. Зошто? Затоа што неговите мисли и неговото срце се секогаш кон тебе. Еве што вели повторно пророкот Еремија во 29 глава 11 стих. Зошто само јас ги знам за мислите што сум ги смислил. За вас, вели Господ, замисли за добро, а не за зло, за да ви давам иднина и добра надеж. Вели, само јас ги знам за мислите кои што сум ги смислил, вели Господ. Иднина и добра, се разбира, надеж. Бог не прави ништо случајно. Никогаш не прави грешки. Тој има причина за се што создава. Секој растение, животно, се испланира Бог, па дури и човек, кој го создаде со одредена цел. Божиот мотив за создавање на човекот, се разбира, е Божјата љубов. Затоа што реков дека човекот, кога Бог го креирал, а пред него создал се што е на небото и на земјата, тој го создал човекот како круна на неговото создание. И му направил прекрасен дом, всушност му направил рајска градина за да може да ужива едноставно. Рајската градина била дом, се разбира, за Адам. Потоа еве што вели Библијата. Ќе прочитаме во Ефесјаните, значи ќе отвориме заедно во Ефесјаните 1 глава и ќе видиме што таму ни зборува, се разбира, Словото Господово. Ефесјаните 1:4. Така што не избра преку него, уште пред да
биде создаден светот, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубов. Значи, така тој не избра пред светот. Зошто? За да можеме навистина да имаме заедништво и Бог да има заедништво со сите нас. Бог мислил на тебе, дури пред да го создаде светот. Всушност, тој затоа и те создал во светот. Бог ја осмислил оваа планета и незината средина, така за да можеш да живееш во неа. Ние сме фокусирани на неговата љубов, највредно од сите негови се разбина созданија. Еве што ни е запишано во посланието на апостолот Јаков. Всушност Библијата ни открива дека Јаков е полубратот на Господ Исус Христос. Првата глава ќе го прочитаме 18 стих. И еве што ни вели писмото. Зошто тој не роди по својата воља преку словото на вистината, за да бидеме првина меѓу неговите созданија. Еве како се разбира Библијата ни зборува, почитувани слушатели. Бог не се коцка, тој испланирал се со големата негова прецизност. Колку повеќе физичари, биолози и останати научници учаат за Вселената, толку подобро имаат увид дека е создадена за наше постоење со сите конкретни детали за да ни овозможи живот или да му овозможи живот, се разбира, на човекот. Ке отвориме во книгата, се разбира, на пророкот Исаија, значи, книгата на пророкот Исаија, ке отвориме заедно, се разбира, таа книга, и ќе видиме што таму навистина ни е запишено. 45 глава, пророкот Исаија, 45 глава, 18 стих. Еве што ни вели Словото Господово. Зошто вака вели Господ кој го создаде небото, тој Бог кој даде облик на земјата и кој ја создаде. Тој ја зацврсти неја, ја создаде пуста. Тој ја создаде за да живееме. Така вели тој, се мисли на Господ и дека нема освен него друг. Потоа во Исаија 44 глава 24 стих вели: вака вели Господ твојот откупител, кој те обликува уште од мајчината утроба. Јас сум Господ кој создадов се сам. Ги создадов небесата и ја послав, се разбира, земјата. Еве како Господ вели преку што е создадена земјата, преку што е создадено небото. Во првата книга на Мојсей, всушност книгата Постанок, првата глава, првиот стих, читаме како Бог ги создаде небото и земјата. Не заборавај, Бог мисли на тебе. Ти си создаден со цел на овој свет. Бог има совршен, идеален план за тебе. Ти си создаден да имаш заедништво и да бидеш за слава на Господа. Не си случајност на овој свет. Бог секогаш мисли на тебе и тој постојано сака да има комуникација и заедништво со тебе. Онака како што се разбира апостолот Јован ни запишал во неговото послание, дека нашето заедништво е со неговиот татко и неговиот син Исус Христос. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас. Не заборавајте, дури кога вие не мислите на вашиот небесен татко, тој секогаш мисли на вас и тој е секогаш постојано со вас. Не сте случајност на овој свет. Не сте туку така паднати. Вие сте креирани и создадени преку Божјата промисла. И вие произлегувате од Божјото срце. Добра ног, Господ нека биде со вас и се разбира, Господ нека ве благослови. Пријатно.